Објектот каде е сместен Институтот за животна средина и здравје при Универзитетот на Југоисточна Европа е пример за начините на енергетска ефикасност, односно да се создава сопствена енергија, а воедно да не се загадува животната средина. Дел од стратегијата на Институтот за намалување на стакленичките гасови кои уништуваат атмосферата е создавањето на вакви енергетско одржливи згради. Зградата пред све има производство на електрична енергија од сонце, не во целост, во еден поголем дел, воедно се грее со геотермална топлинска пумпа, значи има грење со геотермална топлинска пумпа, не се користи дури постоечкиот систем кој што го имаме, него сопствен систем за грење има. Има зголемена изолација на веќе постоечката изолација која што е исто така висок степен на изолација има самиот објект, така пошто е правен од префабриковани елементи, дополнително се појача, се зголеми изолацијата значи на објектот. Имаме систем за грење топла вода, значи од сонце, така да термален соларен систем кој што исто така вграден во оваа зграда. Дополнително има со цел да не се отвараат прозорите, а за да се одржи квалитетот на воздухот, има два система за пречистување на воздухот, со уфрлање на свеж воздух од надвор, и со одземање на веќе постоечкиот загаден од дишење со CO2 воздух, и при тоа воздухот све што ќе се уфрли веќе има одредно предгревање, тоест значи има размена на температура меѓу исфрлениот и внесениот свеж воздух. Друг пример се поставените фотоволтаични панели, системи кои произведуваат електрична енергија од сонце. Се проценува дека преку овој систем 120.000 киловат-часови годишно во просек универзитетот презема енергија од оваа фотонапонска централа. Било интересно уидно значи да граѓаните почнат да размислуваат, нормално тука веќе има и неодредени законски регулативи што државата треба да ги реши, значи замисле се дека секој дома може да се инсталира таква постројка од 2 или 3 киловати со цел да утре кога има доволно сонце може да си користи од таа електрична енергија, а додека пак не е дома, сонцето произведува вишокот да го предава на системот. И практично на тој начин вие би создале хипотетички да веќе условно земено во дневен режим, да дури да немате потреба, не идеално, се тоа зависи од колкав капацитет и така натаму, ама као концепт сакам да кажем дека сите кога дома би ставиле 2 до 3 киловата инсталираме такви панели, генерално би може да користиме сопствена енергија, вишокот да го продаваме на провайдерот, тоест како се вика на дистрибутерот, па утре се компензира колку тој зел, колку би предал, така да такви решенија Калифорнија веќе одамна има. И тоа се веќе подруги броила, значи ќе се брои, ќе се мери колку вие исто сте предале, колку во моментот во ноќни режим рецимо сте купиле и така натаму, али како решение тоа веќе се користи у светот. Институтот за животна средина во соработка со Технолошкиот парк има добиено грант преку Фондот за иновации, во кој може да ги вклучи и граѓаните да учествуваат и директно да придонесат во зачувување на природната околина со промена на системот за грејење. Докажано и се покажа со анализи разни и практично дека најголем емитер во зимски услови и воопшто во зимата обично пиемот оди горе, најголем емитер на пием се домаќинствата или поточно употребата на дрвна маса, значи некултивизирана дрвна маса, не од ниво на пелет или некои специјални брикети, туку класична дрвна маса која што не се доволно суши, се става и да емитира и од таму се ствара генерирање на PM10 и PM2 и значи воопшто частички во воздухот. Сега, идејата е, и тоа е предлог проектот, да идеално сите, да поголем број на граѓаните, наместо со дрвна маса, да почнат да користат друг тип на енергенс, во конкретниот случај тоа е електричната енергија. Но на кој начин? Не да купуваат ќумбиња на струја или гријалки или парно грење, туку да полека се префрлјаат на вистина енергетски ефикасен модел на грење, тоа е така наречени топлински пумпи. Што се топлински пумпи? Топлинска пумпа, почнувам прво од нашиот фрижидер дома, тоа е еден облик на топлинска пумпа, климатизерите што ги имаме, па до покомплексни системи кои што користат вода и така натаму. Концептот е топлинска пумпа. Што е предност на таа топлинска пумпа? А тоа е одлика на сите климатизери и сите инвертерски системи на климатизација што се во мода. Одликата е тоа што она што граѓаните би ги интересирало, дека вие за да добивате 4 киловат часови топлинска енергија од обична грејалка,
да ви ја пренесе, само која компарација правим со грелката, исто тие котли за на грејење, за грејење што са за парно грејење така натаму. Значи, вие за да добиете 4 киловат часови топлинска енергија, вие треба да купите 4 киловат часови и да платите 4 киловат часови. Хипотетички, ако ова е просторија, треба да се дигне температурата за, не знам, за 2 степени, со една грејалка, со 4, како би рекол, грејачи, и ако треба да се даде, хипотетички, 8 киловат часови, значи таа ќе треба да работи 2 часа со полна моќност, да потроши 8 киловат часови, ако 6 денари киловат час, негде 48 до 50 денари треба да платите најмана за да ја подигне температура за 2 степени за 2 часа работа. Доколку наместо грејалка стајате еден инвертерски систем, вас ќе ви се случи, значи, за тие 4 киловат часови, исто така, тој нека биде со 4 киловати, он исто така ќе работи 2 часа, он ќе ви испорача 8 киловат часови, ќе загрее просторијата, ама вие ќе платите само 2 киловат часови. Во неделниот видео подкаст на Институтот за комуникацијски студии, темата е посветена на капиталните инвестиции. Целиот разговор ќе може да се проследи по завршување на регионалните инвестиции. Во изминативе 10 години од буџетот на државава за капитални инвестиции се издвојува од 300 до 400 милиони евра. И најчесто овие пари никако не се трошеа ни блиску до предвиденото. Бројките се сурови, но за да не болат, властите многу често си играа со нив. Ќе предвидеа една сума за капитални инвестиции во буџетите, па откако ќе видеат дека не се реализираат проектите и не се трошат парите, со ребалансите ја намалуваа сумата, но затоа растеше процентот на реализација. Овој процент секако служеше да се фалат колку граделе важни инфраструктурни објекти. Државата повеќе или помалку почна да наликува на едно реално шоу во кое главен актер е председателот на владата. Апелирам до него конечно да се вразумни, да свати дека илјадници животи зависат од неговото однесување, затоа што сето она што го прави ја води Македонија во комплетно погрешна насока. Изјави вчера вечер во Гостивар председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Тој имаше свое обраќање на трибината во Центарот за култура во Гостивар, што ја организираше Унијата на млади сили на тема преку Илинден и Асном до Уставот на Република Македонија. Без разлика на нивната нација, без разлика на нивната вера, луѓето некако како да изгубиат целокупната надеж дека може подобро, дека треба подобро и дека ние заслужуваме подобро. А се разбира, сето тоа е последица на сите оние погрешни политики кои што оваа ненародна и криминална влада на СДСМ предводена од аболираниот политичар Зоран Заев ги води во овие повеќе од 1,5 година во Република Македонија. А зашто тоа се случува? Тоа се случува најпрвен затоа што тргуваат со најсветата работа која што символизира државноста, која што представува извод од матичната книга на родените за една држава, тоа е Уставот. Тргуваат со Уставот само со една цел – да ги спасат, времено да ги продолжат нивните политички кариери, а притоа не се свесни дека многу брзо доаѓа крајот на нивното политичко битисување од дека во Република Македонија. А после крајот доаѓа и казната. Прашан за став за бегството на екс-премиерот Никола Груевски, лидерот на ДПМН одговори дека не го оправдува тој чин, иако, како што рече, Груевски и други поранешни функционери на ВМРО биле жртви на политички прогон од страна на власта. Во Гостивар вчера вечер се одржа 8-то поред издание на манифестацијата Етно вешта жена. Гостиварки се дружеа и забавуваа преку спојувањето на традицијата и вкусната храна. Годинешната трпеза беше подготвена во знакот на есенските плодови, особено јаболкото. Меѓу специјалитетите имаше пити, разни сладки, погачи и друго, сите направени по старински рецепти од умешните и вредни гостиварки. Во манифестацијата овој пат беа вклучени и најмладите, ученичките од основното училиште Единство. Масата што ја подготвија над преварувачките е тематска, на тема доцна есен, тоа што имаат изработено производи солени влаги, каде што
застапено е јаболкото како есенски плод. Тоа што ние вечерва ќе прикажеме и на лице место како се изработува еден производ од јаболко. За претежно сите знаат дека јаболкото се подготвува во многу торти и колачи, ама ние вечерва ќе покажеме на лице место како тоа се приготвува. Тоа што имаме и проект со етно вешто дете, каде што ги вклучивме децата. Оваа година поканети се децата од основното училиште Братство, каде што ќе изработуваат мафинчиња, ќе ги прикриваат со фондан, така да целта на овој проект беше децата да ги оттргнеме од телефони и компјутери за да имаат меѓусебна дружба. Децата се заинтересирани и презадоволни што учествуваат во ваква манифестација, значи чекаат со радост кога ќе се случи, затоа што беа поканети неколку дена порано и само го очекуваат денот да дојде кога тие ќе бидат вклучени во овој проект. Манифестацијата Етновешта жена се организира со цел помладите генерации да се потсетат и поттикнат да подготвуваат јадења по традиционални рецепти, кои се пренесуваат во семејствата со генерации. Караванот на Етновешта жена продолжува низ другите градови во Македонија. Пошла мара, пошла мара. Ваквото традиционално автентично пеење потекнува од Тетовско. Се вика гласоечко, заштитено е со закон, но ретко може да се сретне. Овој фолклор го негуваат група од едва 20 повозрастни жители од тетовските села, кои стилот на пеење го научиле од нивните предци. Младите, велат тие, не се заинтересирани да продолжат и да го научат и негуваат нашето културно наследство. Традиционално нема кој да не замени после нас. Ние се трудиме, те ќе се појават некои деца како што беа теарце, нешто да им помогнеме, да им објасниме за песните, да ги поттикнеме малку, почнаја, меѓутоа еве ги малку се изгубија, така да полека некако изумираат овие песни, што младината просто им е страм, па вие како пеете, па ова не може секој да го пее. Од Институтот за фолклор Марко Цепенков вела дека гласоечкото пеење и секој културен белег представува идентитет на еден народ. Мора да се поттикнат младите да го засакаат, а дел од нив и да го научат овој фолклор, ако сакаме да не ги изгубиме корените и генезата на македонскиот народ од овој дел на државата. Најважно од се е оваа традиција да се чува и да се пренесува на помладите. А доколку им се објасни на помладите што значи таа традиција, дека тоа не е само една обична песна, туку дека тоа значи наследство од бабите, од дедовците, дека тоа значува континуитет на нивниот идентитет, на нивната врска како македонци, како припадници на тетовскиот регион, како тетовчани. Тогаш ние сметаме и би требало така да биде дека и младите повеќе ќе се заинтересираат, бидејќи ќе го сватат тоа како еден вид на нивно културно наследство. Гласоечкото пеење е полифоно со два гласа. Се пее најчесто за татковината, љубовта, се пренесуваат верувањата, историјата, обичаите. Специфичноста на ваквото пеење ја препозна од ЮНЕСКО, кој во 2015 година го впиша гласоечкото во листата на заштитени добра, како нематеријално културно наследство. Утре 19 ноември понеделник со почеток во 11 часот со положување на цвеќиња пред споменикот на револуцијата ќе се одбележи денот на ослободување на Тетово во организација на Општинскиот сојуз на борци во Тетово. По повод празникот и 74 години од ослободувањето на Тетово и цела Македонија, во Меморијалниот музеј Ѓоце Стојчевски во Тетово во 13 часот ќе биде отворена изложба насловена Ченто, биографија низ фотографија на авторот Рубинчо Белчевски. Времето денес беше облачно и студено со врнежи од дожд и снег, а на планините снег. Утринската температура се движеше од 0 до 2 степени, а дневната од 3 до 6 степени.
Според прогнозата на метеоролозите, времето утре ќе биде променливо облачно со повремени врнежи. Утринската температура ќе се движи од 0 до 3 степени, а дневната од 4 до 8 степени.